i Rusija. Pod seriozните закони за ликвидација, Мисилков привремено се повлече од првата позиција. Се ожени за ученичката Екатерина Михајловна од Петербург, се активира како редовен член на Историско-филолошкото друштво на Одескиот универзитет и стана редовен соработник на весникот Одески листок. Се обиди и самиот да издава весник Ближни Восток, но не му беше дозволено. Но трагедијата на неговата татковина стана уште поголема негова трагедија. Цел живот се бореше за целоста и слободата на Македонија, а со завојувачките балкански војни беше раскинат живиот организам на единствениот народ и дојде уште потешко робство. Отиде и лично како дописник на Балканскиот фронт, но безверен од Вајсија спаси главата од новите владеачи. Светска војна му даде нови надежи за неговата татковина. По посетата на Одеса, Киев и Москва, отиде во Петроград да действува за ослободување и обединување на Македонија. Заедно со Чуповски, Димов, доктор Константиновиќ и други од македонската колонија и предадоа значаен меморандум на руската влада за иднината на Македонија. Под псевдонимот Пелски, Мисилков објави 2 програмски статии во органот на македонската колонија Македонски голос и пак го развија старото знаме на македонската национална борба. По Октомвриската револуција, Мисилков стана народен пратеник и секретар во парламентот на Република Бесарабија, но кога оваа беше присоединета кон Романија, преку Одеса со лажен пасош стигна во Бугарија. По кратката служба во етнографскиот музеј во Софија беше префрлен во гимназијата во Карлово, но како неблагонадежен скоро беше ослободен од директорската должност и подложен на општ приписок. Во 1921 година се обиде да се префрли во тогашна Југославија, но и тука не беше примен. Кога ги виде сите патишта залостени, отвори нов силен фронт во бугарскиот и во македонскиот печат во Софија за македонската кауза во новите услови.